Се редат обвиненијата против струшкиот градоначалник. Незаконското поставување на директор во училиштето во Радолишта е 8 поред поднесено обвинение против Рамис Мерко за кривично дело несовесно работење. Обвинетиот свесно ги повредил законските прописи при именување вршител на должност директор во училиштето во Радолишта. Иако Законот за основно образование предвидува директорот да се избира од редот на вработените кои ги исполнуваат условите, обвинетиот на 12 јануари 2022 година за директор именувал лице кое немало работно искуство од најмалку 5 години во воспитно-образовна работа. Именуваната ја вршела функцијата директор од 12 јануари 2022 до 31 јули 2023 година, за кој период и биле исплатени плата и придонеси со што му била нанесена штета на училиштето. Ова ќе биде жешка есен за Мерко, бидејќи против него веќе се водат судски процеси за несовесно работење и прекршување на законот затоа што поставил несоодветни директори на 4 училишта во Подгорци, Велешта, Лабуништа. На обвинителна клупа струшкиот градоначалник го седна и сега веќе екс-директорката на основното браќа Миладиновци, Албана Жута, која на прославата на патронатот ја забрани македонската химна, а настапи со груб фалсификат на историјата. На незаконски поставените директори им биле исплаќани милионски суми за плати и придонеси. Мерко веќе седна на обвинителна клупа и за купувањето на автомобилот Ауди А6. Неизвестно е дали тој ќе излече жива глава за спорната набавка на луксузното возило, купено за сума од 67.000 евра, без претходно одобрување на годишниот план за јавни набавки од страна на Општинскиот совет, во услови кога општината имала долгови и блокирана жиросметка. Струшкиот основен суд оцени дека гонењето на Мерко за ова кривично дело не е застарено, пошто незадоволни адвокатите на Мерко побараа смена на судиката. Таа одлука треба да ја донесе претседателот на судот. Граѓаните на Македонија очекуваат правда, бидејќи удолговлекување на судските постапки и пресуди со кои се амнестира каков и да е криминал нема да ја вратат довербата на граѓаните во судството, велат од струшкиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Инаку Мерко пред лицето на правдата се најде точно по 1 година откако беше ставен на американската црна листа поради корупција и мешање во судски процеси.